Морам повторно да кажам за злобата што ја прават така наречената погреб за Македонија, составена од СДС и ВМРО-ДПМН спрема македонските уставобранители. Се докаже на дело нашето тврдење за договорот на партијата Погреб за Македонија за ослободување на притворени од истражниот затвор Шуто Оризали, а за возврат враќање на собраниските клупи од страна на претениците на ДПМН. Тука е клучот. ДПМН се бори за ослободување за нивните функционери, што не е случај со останатите уставобранители. Како Игор Јук, Били, Горан Ангелов, Илија, Кире, Шилјо, Ацо Тошта, Ченто, Никола, Коста Делов, Андреј, Мицов, Кобра, Оливер, Сашо Ценков, Николче и други. За нив нема кој да плати. За нив нема кој да се испазари. Истите се оставени на милост и немилост. Би прашал, дали македонската јавност знае колку гревови имаат направено, со колку човечки судбини се играат од партијата Погреб за Македонија. Гревови со толкава злоба, без човечки чувства и емоција. Дали македонската јавност знае дека на уставобранителите се врши психичка тортура и дали ги знае нивните судбини? Ќе напоменам неколку трогателни за кои власта нема слух, нема да споменувам имиња. Пример, на уставобранител му се раѓа дете, додека е во притвор, се уште го нема земено во раце. Втор пример, уставобранител, сопругата му е болна од рак, истата заминува на операција, со ништо не може да ја помогне. Трето, на уставобранител пред да биде притворен, му починува детето. Не може да направи помен и не може да запали свеќа. И многу други судбини, да не ги набројам, со кои се знаат и не знаат, и имаат уставобранителите, а Погреб за Македонија што прави за нив? И покрај судбините што ги имаат, уште повеќе им го загорчува животот на нив и на нивните семејства. И ми испраќаат судски покани за нови измислени кривични дела, само како би избегнале нивно ослободување. Судските покани ги праќаат на домашни адреси, иако знаат дека лицата се наоѓа во шутка. Со тоа ги одмируваат и тревожат семејствата на уставобранителите. Покрај нив страдаат и нивните семејства кои се изложени на разни тортури, понижување, уцени и слично. Семејствата немаат пари да ги платат адвокатските услуги, а истите ги тера да го продаваат имотот, воспротивно ќе се откажат од застапување и брање на уставобранителите. Па прашувам, докаде ќе оди злобата на партијата Погреб за Македонија? Со селективно опуштање. Уставобранителите остануваат во притвор со своите судбини, додека партиските функционери на ДПМН вадат од притвор, се вадат од притвор, а од друга страна гледаме се ослободуваат и докажани и осудени криминалци. Затоа, ја повикувам партијата Погреб за Македонија составена од СДС и ДПМН, уценета од УИ. Одитно, безусловно, ги ослободат уставобранителите и да престанат со нивните задкулисни игри на грбот на уставобранителите. Да престанат да го лажат македонскиот народ, барем еднаш нека бидат мажи, нека ја кажат вистината и да престанат со распродажба на се што е македонско. Единствена Македонија ќе отвори посебна жиросметка за донирање на парични средства за помош на уставобранителите и нивните семејства, каде што нашето членство ќе биде активно вклучено во донациите. Благодарам.